Здраво на сите! Добре дојдовте во последната епизода на емисијата Студентски пулс. Не е последна е за оваа година, но така еве, да речеме последна за 2024 година. Оваа епизода е малку поразлична од другите епизоди, како што гледате, сама сум пред камерата и оваа епизода нема да имаме гостин, но тоа не значи дека нема да имаме учесници, односно луѓе кои што ќе бидат дел од оваа епизода. Оваа епизода сакав да биде малку поразлична од другите, бидејќи сметав дека како што се наближуваат празниците, новогодишните и божичните, сакав да биде исполнета со честитки и со желби. Па така и смислив малку поинтересна тематика за тоа што ќе биде следно. Сега вака. Најпрвин би сакала да се заблагодарам на нашите поддржувачи, а понатаму ќе се заблагодарам на сите останати кои што беа дел од оваа емисија, односно дел од овие 11, вклучувајќи ова 12-та епизода. Ќе ги спомнам нашите поддржувачи Шпарка се банка заедно со нивниот пакет за млади Вајбун, кои што се секогаш тука за младите да им помогнат во реализирање на нивните соништа. Па така, од пакет за млади Вајбун кој што е составен од поддршка за млади со тоа што можат да земат средства, да запишат некој курс, да се едуцира, да набават технолошка опрема, да одат на апсолвентски екскурзии, да одат на work and travel програми, до многу други поволности кои што на младите им се потребни за да ги остварат нивните соништа и да ги поттикнат да веруваат во себе. Така што тука и ќе продолжам со нашите поддржувачи, но најпрвин ќе се навратам малку. Самата епизода кога ја смислував за тоа како ќе оди концептот, замислував за тоа што сакаат студентите, кои се нивните желби, сакав и јас да ги слушнам, но и вие самите да се слушнате меѓу себе, за да видите дали исто размислувате и дали треба нешто да менуваме и дали треба нешто да потенцираме за тоа што е добро, а што е лошо. Па така, заедно со мојот колега Михаил, направивме една анкета, така што излеговме на терен, отидовме на општествениот кампус на УКИМ, на правниот факултет, на филозофскиот, на филолошкиот и на економскиот факултет и прашавме студенти за тоа дали се задоволни од студентскиот живот и студентскиот стандард во Македонија. Па натаму ги прашавме што им е потребно на нив како студенти, односно со кои проблеми тие се соочуваат, а потоа и ги прашавме за нивните новогодишни желби и така, да ни испратат една мала честитка од нас за вас и од нив за вас. Па така, да ја видиме анкетата, но и ќе кажем 2-3 работи за самата анкета. Ова што го напоменав, студентите, многу од нив не беа задоволни од многу работи. Мислам, не се тоа многу работи, но мислам дека се многу важни за самиот студентски живот и студентски стандард во Македонија. Многу од нив студентски стандард и студентски живот во Македонија. Многу од нив потенцира дека имаат проблем со јавниот превоз. Сите ние знаеме дека освен тоа што фалат автобуси, сега имаме и проблем со тоа што не можат да се продолжат студентските картички за наредната година за бесплатниот превоз, а тоа и ќе го отежне самото полагање на испити во јануарската сесија. Понатаму многу од студентите рекоа дека немаат добри услови на факултет и кога одат, повеќето од нив се облекуваат многу, нема грејење на некои од факултетите, а некои рекоа дека самите услови во тоалетите не се на задоволително ниво. Па така, некој од нив рекоа и ги пофалија професорите, еве немаше само лоши работи да се спомне. Некои рекоа и дека потребно е самите предавања да бидат организирани на начин кој што би овозможил да има поголема дружба меѓу студентите. Па така, и уште еднаш ќе најавам анкетата на студентите и да видиме што тие имаат да кажат. Јас сум Стефани Милашевска, студент на прва година на правниот факултет, односи со јавност. Здраво на сите, јас сум Андреја, студент на правниот факултет Истинијан први на правни студии. Добар ден, јас сум Димитар Џамбазов, студент на правен факултет на политички науки втора година. Здраво, јас сум Михаил, ученик на правни студии на правниот факултет Јустинијан први втора година. Здраво на сите, јас сум Ангела. Јас сум студент на смерот на семејни студии на филозофскиот факултет и сум моментално трета година. Здраво, јас сум Димитар Дуновски, студент на трета година смерот специјална едукација и рехабилитација на филозофски факултет и сум од Охрид.
Здраво, јас сум Ангела Наумовска, јас сум прва година на новинарство на правниот факултет Јустилијан I во Скопје. Јас сум Ксенија, студирам на педагогија и сум прва година. Јас сум Вероника Гиовска и сум студент на хемија трета година. Јас сум Андријана Краколева од економски факултет на смер менеджмент и предприемништво, имам 20 години. Јас сум Стефан Јовановски, студент од трета година на економскиот факултет на департмент менеджмент и предприемништво. Здраво, јас сум Кристијан, сапрант сум на економски факултет и бизнес и сум прва година. Па не дека сум незадоволна, ама мислам дека има многу доста работи што може да се сменат, што може да се подобрат. Например, еве превозот, односно јавниот превоз, што хаосот што е низ Скопје, гужвата, посебно гужвата на семафорите пред факултет. Студентскиот стандард сум задоволна, ама секогаш може да биде и подобро. Би променила многу работи, како прво превозот, знаеме сите дека имаме големи проблеми со превозот. Па генерално не сум премногу задоволен од студентскиот живот. Јас кога завршив средно се надевав на повеќе, искрено. Прво не сум задоволен од бројот на студенти на правен факултет, некако многу малку се. Генерално атмосферата споредено со средно е многу досадна. Некако и студентите ми се чини, дали оти се повозрасни, дали оти се друг профил, многу подосадни се, некако нема живот, нема енергија. Па, искрено имам мешано мислење и делно сум задоволен, делно не сум задоволен за студентскиот живот во Македонија. Мислам дека од аспект на образование, барем сега за сега, сум генерално задоволен, бидејќи мислам дека професорите и кадарот кој мене ми предава е во глобала соодветен, добар и има доста професори кои стварно се ангажираат со студентите и пробуваат да не научат нешто. Има работи во кои што сум задоволна, но има многу работи во кои што не сум задоволна. Например, на нашиот филозофски факултет повеќето од времето немаме грејење во зимскиот период од годината. Во многу предавални нема грејење, така што ние не можеме да се фокусираме на самото предавање од професорот и на знаењето што професорот го пренесува, туку фокусот ни бега од тоа да се стоплиме во ваквите зимски денови. Не сум задоволен со студентскиот стандард во Македонија. Би сакал да се промени најмногу од автобусиве. Не знам колку пати имам каснено на предавање или на полагање, само дека не иде на време. Не сум многу задоволна. Би сакала да се променат непотребните трошоци околу студирањето. Па не искрено не сум задоволна од студентскиот стандард за студентите во Македонија и најпрво би сакала за професорите да обрнат повеќе внимание на студентите, да се стават на наше место и да... Па има убави нешта, но има и што да се промени. Например, може да се поработи на подобра организација на градскиот јавен превоз во главниот град и во другите градови, како и на дигитализацијата на образованието. Па реално не. Студентскиот живот во Македонија е прилично за сите тежок, реално. И секој ден се соочуваме со проблеми. Реално најголемиот проблем се сите студенти што се соочуваат со секојдневно со превозот. Реално со превозот. Превозот е најголемиот проблем. И сите се надеваме дека барем ќе остане бесплатниот, нема да се смени. Задоволен сум, но сепак мислам дека има многу голем простор за напредок, посебно од аспектот на дигитализација. Студентскиот живот за сега е солиден. Работи што сакал да се променат се, например, дигитализацијата на прво место. Второ, мислам дека студентскиот оброк малце се покачи. Флексибилна пракса за студентите, работа некоја што може да ја најдат. Исто така би променила и некои работи на факултетот, како што се високите енормни цени за плаќање и такви некои работи мислам дека би довеле до поквалитетно образование за сите нас. Во однос на професорите сум пола-пола, значи има професори кои што стварно максимумот го даваат, се трудат, сакаат да пренесат знаење, си ја вршат работата. Има професори кои што се, како да кажам, кои што забушаваат, не идат на предавања, не предаваат добро, така што пола-пола е тука работава. А од аспект на
атмосфера на факултетот или живот не сум толку многу задоволен и мислам дека би можело тоа да се подобри ако времињата во кои што одиме на предавање бидат посинхронизирани и паузите бидат посинхронизирани, така што повеќе луѓе одеднаш ќе бидат собрани во холот, во мензата или слично. Некако сите сме во различни времиња и секогаш има малку луѓе, има доста луѓе кои не одат на предавања и мислам дека тоа дефинитивно го намалува искуството. Мислам, јавниот превоз не треба да го спомнувам. Овој период е катастрофален, така дефинитивно не ни возможува на време да стигнеме на предавање. Дури некои студенти каснати на испит, не успеале да дојдат на колоквиум на испит. Студентската картичка исто неделно после 40 денари не се доволно, а и што днес не можеме да ја користиме преку недела и за празници е безсмислено. Дека очигледно ние не ајме за празници во недела. Големите редици на запишување семестар, студентски прашања. Па, например, со автобусите, затоа што уште немам положено. И издвоените средства од буџетот на Министерството за образование, мислам дека може да се алоцира многу по-ефективно и ефикасно на факултетите кои што го заслужуваат. А надвор од факултетот мислам дека превозот и стигнување за предавања, за вежби е некогаш мал предизвик, затоа што превозот е многу слаб. Јас како студент на секој ден се соочувам со проблемот во тоалетите на факултетот. Немаме тоалети, не можеш да отидеш како нормален човек во тоалет. На економски факултет немаме тоалети, тоалетите се полски, не можеш како девојче реално да се средиш, не можеш да се чувствуваш убаво реално и има мирис, многу лош мирис, прелош мирис. И одбегавам да одам таму. Мислам дека треба да се поработи на сообраќајот, на, како што кажав, практичниот дел, праксата, подобрите услови и пристапот со професорите и студентите. А инаку целокупно студентскиот живот не мислам дека е на некое многу високо ниво во поглед на, не знам, оние културолошки феномени во Западот, протести, активизам, не знам, свест за разни работи. Не мислам дека тука има многу интелектуалност кај студентиве, искрено да ви кажам. И така, генерално, не сум кој знае колку задоволен. И мислам дека од аспект на студентски манифестации би можеле факултетите да прават повеќе, но сметам дека за тие што навистина сакат можат да најдат одредени настани. Ама генерално се тие од сличен профил, има некои студентски забави, журки, но можеби нема толку многу различни видови на случување. Би спомнала и уште нешто, тоа што конкретно на мојот смер на семени студии немаме задолжителна пракса, која што е многу важна за понатамошната наша работа. За тоа ние да се обучиме како видиме да работиме како семенолози. И тажно е што ние како семенолози не нема во систематизација во системот. Например, има психолозите може да работат индивидуално со некоја личност, има педагози, но семенолози го нема тој поим во законот и сме спречени да работиме на таков начин со некој семејство, семено советување. Кога има кога се одвива некој развој, например, таму секако има правник, има психолог, но многу потребно семенолог. И тоа го немаме ментално и немаме можност тоа да го работиме. Така да еден поттик до јавноста да се обрне внимание на тој наш проблем, затоа што чим Министерството за образование го отворило овој смер, мислам дека е логично да има обезбедени работни места после дипломирањето. И друго би кажал за како е во студентските домови што имаат кажвено колеги и колешки, дали дека или немаат грејење со водата, самото јадење дека не е кој што треба, чистотата, хигиената во студентските домови, тоалетите. Големите редици, непотребните трошкови. Конкретно за нашиот факултет ќе зборам е студентското бифе, кај што имаме проблем.
Кој е кој што треба проблемот? да се адресира. Првично се цените што се нереално високи, асортимана на производи, на јадење што е на располагање. Најдобро би било доколку, нели, тоа лесно е да се каже, ама тешко е да се изведе, во држава се подобрат работите и оние кои што се најпаметни студенти кои што се иселуваат во странство за да студираат, да останат тука, едноставно целокупно се ќе биде подобро, ќе има кој да ги менува работите, кој да движи работата сваќате. Па реално да недоволната информираност за тоа како на пример да ги пријавам испитите, се уште на никој еден ќе прашаш па ќе ти каже друго, трет ќе прашаш трето и мислам дека треба да има по-добра информираност, а и професорите и студентите да бидат по-дигитално информирани за се што се случува и на соајно и сите технолошки што сакаме да го направиме факултетот технолошки по-напреден. Надвор од самиот факултет мислам дека е самиот менталитет, односно обесхрабреноста на нашите студенти, затоа што мислам дека ние мора да бидеме двигателот и на нашава земја и на останатите студенти, затоа што нината на нас ни припаѓа утре и ние ќе треба да бидеме спремни да преземеме и да направиме нешто позитивно кога ќе дојде време за истото. Но да почнеме од сега. Желби за мене како студент, почетен студент, ми се да има подобар студентски живот, студентско образование, нели високо студентско образование. Па пред се би сакала сите да сме здрави и живи, да имаме многу успеси, пред се тука на факултетот, прво за нашата цел за која што сме дојдени. Исто така би сакала да го прошетам и светот оваа година повеќе и тоа се така некои помали желби да речеме. Па моите желби се целокупно лично подобрување во секоја смисла, нели, нови знаења да стекнам генерално така натаму, како да речам. Имам желба да летово да одам да работам некаде во странство, да заработам некои пари. Имам желба да се одвиваат работите во политиката добро, стабилно, во светска политика. Здравје да имам јас, моите роднини, пријатели. Тоа е тоа отприлика. Желби за 2025 година уште немам смислено, особено од аспект на мене како студент. Само сакам да си тече како што се тече до сега, нели да ги положам сите испити. Генерално сум задоволен од себе си како постапам на факултетот. Мислам дека да, не би сакал нешто, немам нека особена желба, барем се уште ќе смислам до крајот на годината. Моите желби се да положам сите испити нормално, да растам во знаење, во искуство, во пријателства, така да имам, да патувам повеќе дефинитивно. Да положам испитиве, да патам женска. Да сме живи, здрави, да се работуваме повеќе. Моите желби за 2025 година. Поише здравје, поише среќа, ново БМВ. Па само здравје, љубов, среќа, дружење. Моите желби да ги положам сите предмети, да не останам така. Да немам многу грижи, да сум среќен цела година, да си ја поминам најубаво. За нова година не знам дали е проблемот до 2024, ама секој што прашав исто не знае каде, уште не сум договорена, ама има уште неколку дена. И јас, иако сум од Битола, за нова година ќе останам в Скопје. Па конкретно за нова година нема да бидам во странство, ама после тоа најверојатно некаде во Европа некакво патување ќе организирам, ќе отидам. Со моите најблиски едната колешка стои тука, не може да видите, ама се не езика помина новата година и да се надам дека ќе биде интересно. За нова година ќе бидам со моите братучеди во Германија, да полабавиме малку, да се одмориме и така. Ви посакувам среќни празници на сите други. Во Охрид дома со другарите. Дома. За нова година, прашање. Дома со друштво. Тука во Скопје, во Солис бар. Со моите. Во Струга. Сакам да им посакам нова и убава 2025 година со премногу успех и да не се стресираат толку за испити, колоквиуми, да се уживаат, посетите некоја журка, некое ново патување и тоа ќе ви остане.
би му посакала на сите среќна нова година и среќни новогодишни божитни празници на сите што ги слават. Се надевам дека сите ќе ги поминат во добро здравје, да ги положиме сите испити пред се. Имам честитка, ви посакувам среќна нова година, среќни празници, сите убаво да си поминете, здравје, пазете колку пиете, чувајте се и се најдобро. Ви посакалам најсреќна нова година и многу радости, и многу љубов, и многу мир и да не се грижете и верувате дека ќе успеете. До студентите, дечки се среќа со испити, колоквиуми, учите, ама не претервите, лабаво, после до тие до прва година што се мачат сега на почеток и до сите среќни празници, среќна нова 2025. Да сме живи и здрави, многу среќни и да дишаме почист воздух. Ви посакувам многу здравје, среќа, поише учење во новата 2025 година. Убаво си поминат за празниците, да ги следат своите соништа и 2025 да им биде најубава година. Посакувам на сите да си ја поминат новата година и новогодишните празници со својата фамилија. Многу поздрави до сите студенти и со лесно на колоквиумските и на испитите. Им посакувам среќна нова година и многу успеси во иднина. Ви посакувам среќни празници и да ги положите сите колоквиумни испити. Се надевам дека ви се допаѓаше анкетата која што ја направивме и тоа што го кажаа самите студенти во неа. И сега сакам да најпрво да се заблагодарам на мојот тим кој што застана позади мене во септември кога ја започнавме, односно го правевме концептот на студентски пулс. Имавме на почеток, мислам дека не потешкоти, но не знаев на почеток како да го склупам тимот. Кои ни се потребни, кои луѓе ни се потребни, кој што треба да прави. И заедно со председателот на Универзитетското студентско собрание, Александар Николовски, седнавме и почнавме да го правиме концептот. И најпрвин рековме, тоа ни треба, таков човек ни треба за тоа и се размислувавме и пуштивме една анкета. Ни беа потребни, се разбира, сниматели, ни беа потребни луѓе кои што ќе може да монтираат, некој што ќе може да прави рилови, некој кој што ќе биде задолжен за водење на социјалните профилите на социјалните мрежи. И така седавме, го пуштивме огласот и добивме пораки. И сега така седавме, еве се сеќам така пред неколку месеци беше, тука во студентскиот културен центар кај што снимаме сега и рековме вака. Овој може, овој не може, ова е добро, ова има добри квалификации, овој нема добри квалификации, така, но многу тие луѓе кои што се пријавија, всушност и не се договоривме и така ни фалеа луѓе и Александар ми врти еден ден на телефон и ми вели, јас најдов. Јас сега како најдам, мислам, зборувавме сите дека ни се потребни и првиот, мислам, уствари првиот тој што се пријави, мислам што беше на самиот прашалник потребен на само тоа тие што ги баравме, беше Александар Димовски. И еден голем поздрав до Александар Димовски, кој што е позади камерите секогаш. Мислам, не е баш позади камерите, но позади компјутерот е секогаш и тој е тој кој што ги вади најдобрите рилови, можам да кажам и ќе го пофалам сега. Александар Димовски, еве пак ќе кажам дека е задолжен за правењето на рилови и тој е извонредна личност кој што секогаш се води прецизно до времето, никогаш не доцни и никогаш не имам проблеми со него. Следниот тој што се вклучи во оваа игра, во тимот на Студентски пулс е Александар Спасинцовски. Голем поздрав до Александар. Со Александар кога се запознавме, мислам и со Александар другиот кога се запознавме, тој првиот состанок што ни беше, јас доаѓам и Александар Димовски ми вели, јас се викам Александар. Другиот Александар ми вели, јас се викам Александар. И сега не знам, бидејќи имаше уште еден член од самиот тим кој што се пријави, мислам, кога го избравме да биде, ја велам сега и тој ќе каже дека е Александар. Не, тој рече дека се вика Миха. Но чекај, да се навратиме прво на Александар. Александар е снимател на Студентски пулс, еден од снимателите.
И така, не знам што би кажала, но би кажала дека Александар е супер, секогаш е на време, секогаш ги исполнува обврските кои што му се зададени. И така, не знам, понекогаш имаме некои несогласувања, на тоа е во ред, нормално е карактерите да не се согласуваат, нели да не се совпаѓаат, но никогаш не сум имала проблем како и со Александар, така и со другиот Александар. Сега, кога ќе се навратиме на самото запознавање, третиот што беше на состанокот и што го избравме е вториот снимател на Студентски пулс, тоа е Михаил. Голем поздрав и до Михаил, кој што сега моментално е зад камерата и нема да ми мафне, ама јас ќе му мафнам. Александар исто така, како и другите двајца членови на Студентски пулс, можам само да кажам најдобри работи за него, бидејќи заедно со него и заедно со Александар и Александар, нивната креативност не само што мене ме поттикна, но ми даде нови идеи и правци на размислување за составување на епизодите на Студентски пулс, од тоа местење на кадар, дали би било подобро вака да изгледа, што би требало да се исече, што би требало да се додаде, што би требало да се одземе, така што сите тројца не само што се дел од Студентски пулс, исто така работат додатно уште многу проекти за кои ќе ги видите понатаму, мислам самите тие ќе ги представат во нивните честитки, ќе споменат, но тоа не е само, тие тројца заедно со мене не се само дел од Студентски пулс. Тука е и Марија, голем поздрав до Марија, која што е нашата менаџерка на профилите кои што ги водиме на социјалните мрежи. Марија е една од, не знам, за нејзина возраст, затоа што велиме, нели, младите не се многу ажурни, не се многу на време, но Марија, немам збор за неја, бидејќи Марија е секогаш ажурна и сето тоа што јас ќе го кажам, мислам, ќе им дадам задача за тоа што треба да го направи, тоа треба да го објави, секогаш е на време. Никогаш не сум имала несогласување со неа, ниту и па со другите членови. Се разбира, сме имале некој простор на мала некомуникација, но тоа, нели, ако немаш комуникација, нормално дека ќе се јави проблем, но сето тоа сме го одбегнувале така што сме комуницирале. И сакам и да нагласам дека и самата комуникација е многу важна. Па така, јас, Теја, Марија, Михаил, Александар и Александар сме дел од тимот на Студентски пулс. Но дел од тимот на Студентски пулс не би бил тим без на почеток тоа да не се реализира без нашиот брендинг менаџер, односно самиот брендинг кој што беше направен на почеток на Студентски пулс, а брендингот го направи Мија Воединовиќ. Голем поздрав до неа, таа беше само краток дел од почетокот на проектот на Студентски пулс, кој што го направи логото и сите други потребни работи кои што треба да се подготват. Тука е и Томи. Томи, поздрав до Томи. Томи ни е техничка поддршка, односно тој кој што стои зад самата сценографија која што се прави за микрофоните, за обезбедување на светлата. И така, Томи секогаш кога ќе му се јавам, јас му се јавам на време за оваа епизода, му се јавив оваа недела и тој рече: "На снимање сум, зашто не ми кажа порано?" Ама тоа беше за нешто друго, не беше за сега, но секогаш е отворен за соработка и секогаш доаѓа на време и имаше и некои здравствени проблеми и тогаш доаѓаше на време да средиме се за пред почетокот на секои епизоди, така што немам збори за него. И тој, освен што е дел од тимот на Студентски пулс, исто така работи надвор од ова, работи многу, сите други работат многу и многу ми е драго што одвојуваат време да може да бидат дел од Студентски пулс. Така што многу ми е драго што се тука со мене и секогаш ми даваат поддршка да ги остварам моите некои идеи и замисли што ги имам во глава, кои ми доаѓаат во текот на неделата, во текот на месецот кога ги подготвувам епизодите. Тука има и други членови кои што се, да ни речам, надворешни членови кои ни помагаат. Има членови од Универзитетското студентско собрание кои што ни даваат идеи, ни објавуваат на други социјални медиуми, на други социјални, мислам, профили на социјалните мрежи. Така што поздрав до сите нив, нема да ги именувам, сите ќе се пронајдат. Па така што во продолжение
Јас го замолив мојот тим да направи кратко видео од нив, кај што ќе се представат уште еднаш, ќе кажат што работат, ќе испратат новогодишна честитка и ќе кажат која е нивната желба за новата 2025 година. Па ајде да видиме што имаат да ни кажат. Тука се збунив, нема врска, ова Михаил нема да го сечеш, еве да ни ти отежнувам, па да видиме што ќе ни кажат членовите на Студентски пулс. Здраво дечки, јас сум Михаил, еден од екипата што е позади камерата на Студентски пулс. По принцип јас видеографија не ми е прва работа, јас сум фотограф, работам со сток фотографија, но оваа прилика да работам со ваков прекрасен тим, да работам за студентите и со студентите, ми беше навистина мило кога ми кажа дека ќе бидам дел од тимот, така да би сакал и наредната година да си продолжиме со одличната соработка. И да, навистина ви посакувам на сите среќни празници, среќна нова година и уште поуспешна и поисполнета наредна. И за себе јас би си посакал исто што го посакувам и за вас. Здраво на сите, јас сум Аце, студирам компјутерски науки на Финки и сум видеоедитор за Студентски пулс. Во наредната година пред се посакувам многу здравје и уште многу вакви интересни проекти. Поздрав до сите гледачи на Студентски пулс и среќни празници. Здраво на сите, јас сум Марија, студент на Економскиот факултет при УКИМ, задолжена за социјалните мрежи на Студентски пулс и активен член во Факултетското студентско собрание. Како жел во 2025 година би издвоила да имам што повеќе прилики за нови искуства и дружење, а вас ги посакувам среќни празници и да имате успешна 2025 година. Здраво дечки, сум Томи, сум дел од Студентскиот пулс. Како што знаете, сум видеокреатор и имам собствена видеопродукција. Само да ви посакам среќни празници и многу среќа во новата 2025 година. Јас сум Александар, еден од снимателите и едиторите на Студентски пулс, студент на музичкиот факултет и се бавам со музика, поточно пеење и свирење. Исто така сум дел од музичкиот бенд Public Band. За 2025 сакам да ви посакам пред се многу здравје, потоа многу среќа и многу љубов. Се надевам дека ви се добаѓа честитките на членовите на Студентски пулс и ги запознавте малку, да видите и тие кои што стојат позади целиот овој проект, дека не сум само јас, туку и дека и тие се дел. Но еве, ги спомнав поддржувачите, ги спомнав Шпарка се банка, но не можам да не ја спомнам Студентарија, која што уште од самиот почеток, пред да го смислам името на емисијата Студентски пулс, јас лично се знам со основачот на Студентарија, мислам работевме краток период заедно, тоа е Гуша Николов, кој што беше и сам гостин во втората епизода на Студентски пулс. Заедно со него работевме во Мета МК, новинската агенција, еден краток период и така седевме, зборувавме за тоа дека ќе имаме емисија на УКИМ и јас го прашав Гуша, дали ќе може Студентарија да биде некако дел од самата емисија? И така смислувавме концепт, како да може да учествуваат и тие, како и ние да бидеме дел, да се поврземе некако, затоа што знаеме дека Студентарија е еден од најголемиот медиум кој што известува за студенти, не само што известува и ги засмејува. Па така поздрав до Гуша. Благодарам што овозможи Студентарија и Студентски пулс да се имплементираат едни со други, со тоа што ќе може самата содржина која што ние создаваме на Студентски пулс да може да биде споделувана, за да може да достигне до што повеќе студенти и до што повеќе гледачи, односно до самата млада публика, а тоа е и самата цел, нели, на Студентски пулс. Така што благодарам Гуше уште еднаш, благодарност до Студентарија што секој рил овозможи да може да биде споделен до што повеќе студенти. Јас го замолив за честитка, се разбира прифати, така што ајде да видиме што имаше Студентарија да ни каже, која е жилбата на Студентарија и која е новогодишната честитка. Наши студенти, следбеници и наша голема инспирација. 2024 беше навистина интересна и посебна година за сите, година исполнета со бројни предизвици, битки и значајни промени.
дел од тие промени донесоа подобрувања, иако имаше и моменти кои што не беа во наша корист, но сепак ни се тоа вие покажавте дека сте силни, истрајни и дека знаете да се справите со сите ситуации и ви честитаме за тоа. За следната 2025 година студентарија ви посакува повеќе храброст. Бидете гласни за вашите права, за вашите потреби и за вашата иднина. Вашиот глас е моќен и заедно ќе продолжиме да создаваме промени кои што ќе ги чувствуваме сите. Студентарија останува со вас во сите предизвици наредната година. Ви посакуваме среќна и успешна 2025 година. Се надевам дека ви се допаѓаше честитката на студентарија. А сега ќе продолжиме и со другите честитки кои што ги подготвивме за оваа епизода. Несумнено е дека Студентски пулс е емисија на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Освен самата емисија Студентски пулс, тука се разбира и Универзитетското студентско собрание, кое што е составено од многу членови кои што сите се задолжени за одредена работа која што треба да ја остварат, и тука се и самите членови на членови на факултетските студентски собранија кои што се распределени по сите факултети. Сега јас ги сконтактирав, се обидов да ги сконтактирам сите. Се извинувам сите што не ги сконтактирав, немав доволно време, и благодарам до сите што ме сконтактираа мене кои што сакаат да учествуваат во овие честитки, односно во оваа епизода. Најпрво ќе се осврнам на факултетските студентски собранија. Секое факултетско студентско собрание, ако некој од студентите не знае, е составено од собрание, односно членови на собранието, кои што се бираат на избори, а понатаму и имаме и председатели на самите факултетски студентски собранија. Понатаму сите, да не ви објаснувам структурата, но јас ги сконтактирав. Некои од нив ми испратија, некои од нив не ми испратија, но несумнено може немале доволно време. Така што ќе ги видиме честитките од председателите на факултетските студентски собранија, а тука и ќе се наврзам и со самите членови на Универзитетското студентско собрание, кои што морам да ги пофалам во тоа што го работат. Не организираат само забави, забавите се само дел од тоа што го гледате. Работат и многу повеќе од тоа, но тоа понекогаш и може не го прикажуваат. Јас знам колку работат и секогаш кога и да барам од самото Универзитетско студентско собрание, секогаш се во некоја гужва работа со цел да го подобрат студентскиот живот и студентскиот стандард во Македонија. И мислам дека да не би биле тие, самите студенти можеби не би се толку вклопиле едни со други, не би се запознале и не би знаеле всушност, не би се знаеле едни меѓу други. Така што собравме неколку честитки од самите членови на Универзитетското студентско собрание и самите председатели, па тука ќе ги споиме сите честитки и да видиме што имаат тие да ни кажат за тоа што би сакале да им се оствари во новата 2025 година и да видиме кои честитки ви испратија. Драги мои, јас сум Данило, председател на студентското собрание на Правниот факултет. Ја користам приликата да им ги честитам новогодишните и божитните празници на сите оние кои ги слават и да ги поздравам сите гледачи кои испраќаат поддршка и ја следат работата на прекрасната студентска емисија Студентски пулс. На студентите сакам да им посакам упорност, храброст и истрајност во оваа јануарска испитна сесија и се надевам дека тој дух ќе ги обслужува целото нивно студирање. За себе си упатувам една желба, а тоа е да се ја завршам магистерската теза и патем би сакал да ги потсетам студентите дека нема учење за 6, има учење само за 10. Здраво на сите, јас сум Филип Итулков, председател на студентското собрание на Економски факултет. Моја желба за 2025 година е да прошетам што повеќе дестинации, а вам среќна нова година и среќни празници. Здраво на сите, моето име е Марија Елена Ицковска и во името на Факултетското студентско собрание на Градежниот факултет сакам на сите да ви ја честитам новата 2025 година. Во новата година ви посакувам многу здравје, среќа, љубов и берекет на вас и на вашите фамилии. Се надевам дека новата година ќе ја пречекате во пријатна атмосфера во кругот на вашите најблиски и најсакани. Останете во добро здравје и се гледаме наредната година. Поздрав! Здраво на сите, јас сум Александар Буцевски, председател на Факултетското студентско собрание при Филозофски факултет и воедно студент на психологија од 4-та година. Мојата новогодишна желба е во иднина да станам професор по методологија
и би сакал да ви честитам новата година и божитните празници и ви посакувам на сите да ги положите сите испити во јануари. Здраво на сите, јас сум Вилијам Стојановски, студент на факултетот за ликовни уметности. Член сум во факултетското студентско собрание. Од тука ви праќам поздрав и од Јана, нашиот председател, бидејќи не беше во можност да се снима од здравствени причини. Делегат сум во Универзитетското студентско собрание и ви посакувам среќна нова 2025 година и на сите студенти им посакувам да се исполнат целта по која посегнале во новата година. Пред се, многу здравје, среќа и љубов. Поздрав до теа и студентски пулс. Чао, чао! Јас сум Анастасија и во името на ФСС Финки ви посакувам среќна нова 2025 година. Драги колеги, јас сум Јулијана Деспотовска, студентка на Факултетот за музичка уметност и моментална председателка на Комисијата за организирање настани на УСС УКИ. Ви посакувам многу среќа, многу љубов, многу успеси и да го прифатите секој нов предизвик во новата 2025 година. Да верувате во себе, да ги постигнете своите цели и никогаш да не се откажувате. Да се борите за подобра иднина и подобар живот. Среќна 2025 и среќни новогодишни празници. Здраво на сите, јас сум Елена Никлеска, студент на Економски факултет Скопје, а воедно имам честа да бидам и администратор на УСС УКИ. Во овој празничен период ви посакувам среќна и успешна нова година. Нека новата година ни биде исполнета со многу здравје, љубов, среќа, радост и лични успеси. Да продолжиме да веруваме во себе си, да си ги остваруваме нашите соништа, да продолжиме да се поддржуваме и да создаваме позитивни промени. Среќни празници и се најдобро. Ги видовте честитките на членовите на Универзитетското студентско собрание, ги видовте и честитките на председателите на факултетските студентски собранија. Се надевам дека ви се допаѓа и се надевам дека ги запознавте, бидејќи самата идеја кога ја замислував епизодата и самото тоа дека треба да се запознаат сите тие што се дел од Универзитетското студентско собрание и самите тие кои што се дел и од факултетските студентски собранија. Па се надевам дека и ви дадов мала слика и ви дадов малку простор да може да ги видите. Така што тука ги оделив овие три честитки кои што сега ќе ви ги најавам, а тоа е честитката на секретарката на Универзитетското студентско собрание Адела, понатаму подпредседателката на Универзитетското студентско собрание Ана и председателот на Универзитетското студентско собрание Александар. Па така нив ги оделив, не дека имаат некоја повисока позиција, но чисто така да ги разделиме од другите, но пак да ги ставиме едни до други. Па така, ајде да видиме што имаат тие да посакаат на студентите и што имаат тие да си посакаат самите на себе си. Здраво на сите, јас сум Александар Николовски, председателот на Универзитетското студентско собрание. Здраво на сите, јас сум Ана Шоповска, заменик председателката на Универзитетското студентско собрание на УКИМ. Ви посакуваме среќни новогодишни и божитни празници и многу успеси во следната година. А јас ви посакувам, јас посакувам сите заедно да продолжиме да креираме позитивни промени во нашето општество и да бидеме дел од промените во системот. Здраво на сите, моето име е Адела Асани и јас сум секретар на УСС УКИ. Во овие предновогодишни, еуфорични, празнични денови би сакала да ви посакам среќна и успешна нова година, исполнета со многу радосни моменти, со насмевки, како и академски достигнувања. Нека 2025 биде година на промени, каде што студентите ќе сонуваат големи соништа и уште похрабро ќе се борат за своите визии. Што се однесува до мојата желба за 2025 година, би сакала да го живам животот без стрес и притисок и да излезам од сопствената комфорт зона уште повеќе, каде што би можела да пробам многу други активности кои досега ме правеле анксиозна и преплашена. Click for the positive energy.
Се надевам дека ви се допаднаа честитките на Александар, Ана и Адела. А сега ќе продолжиме понатаму со тоа што ќе нагласам дека освен другите поддржувачи, тука и влегоа и самите синсеи како поддржувачи кои што се погрижија за моите комбинации во неколку од епизодите на Студентски пулс. Јас сум им многу благодарна. Благодарна сум уште еднаш на соработката и се надевам дека многу од студентите сите знаат кои се синсеи, знаат дека имаат неповолни цени, имаат многу тренди парчиња и достапни се за студентите и за сите. Па така и имаше уште една студентка која што исто така се погрижи за една од комбинациите за една од епизодите на Студентски пулс, која што изработи кошула со логото на Студентски пулс. Поздрав и до неа, поздрав и до синсеј. А сакам и да направам една ретроспектива на самите епизоди како ги снимавме. Еве јас ќе кажам дека првата епизода кога ја снимавме на Студентски пулс, тоа беше со ректорката и со председателот на Универзитетското студентско собрание и морам да признам, тоа беше прва моја епизода, односно прва емисија кога почнав и всушност да снимам. Претходно немав искуство и многу имав трема. Самиот концепт мислам дека го работев 2 недели, а прашањата ги финализирав мислам дека 1 час пред да дојдам на снимање. И така, влегов со трема, а на крајот на епизодата сватив дека ова е нешто кое што на вистина сакам да го работам. Тоа беше првата епизода и во првата епизода ја отворивме многу прашања, но и дадовме многу одговори за тоа што студентите треба да знаат и што студентите и треба всушност и да им биде познато, бидејќи некои работи не се доволно зборувани, не се доволно слушнати, но од тука и произлегоа и други теми, односно и отворивме и други проблеми, тематики на кои што треба да се работи. Понатаму втората епизода беше со Гоша Николов, основачот на Студентарија, како што споменав и претходно. Со Гоша зборувавме за многу проблеми кои што претходно постоеле и кои што уште постојат и на кои што треба да се работи. Но и зборувавме за самиот студентски живот, за студентскиот стандард, зборувавме за студентските домови, за тоа што треба да се поправи, бидејќи реално сега во овој период знаеме дека многу од студентите кои што живеат во студентскиот дом Пелагонија им на моменти имаа проблеми со тоа што немаат топла вода и мислам дека тоа, еве јас имам платформа кај што можам да го зборувам тоа и многу ми е мило. Мислам дека е недозволиво студенти да се соочуваат со такви проблеми, но и со други проблеми како што се самите услови на факултетите. Некои од студентите од претходно тоа што го видовме во анкетите дека беа незадоволни од условите во тоалетите, некои беа незадоволни од самото тоа дека нема грејење на факултет, па мислам дека и овие работи треба што повеќе да се зборуваат и што повеќе да се истакнуваат за да дојдат до оние кои што го менуваат тоа. Затоа што на вистина студентите за да можат да учат, да останат тука, треба да имаат и услови. А да не го заборавиме и автобусот, кој што е главен проблем не само за студентите, туку и за сите останати кои што живеат во Скопје, но и во другите градови, да не ги заборавиме. Тоа беше за втората епизода. Сега хронолошки, не знам до која епизода ќе стигнам, но третата епизода беше малку поразлична, бидејќи тука требаше да се ставам во чевли на многу професионален водител, бидејќи сепак имав можност да ми гостува министерката по образование и наука. И со министерката навистина зборувавме за теми кои што се важни за студентите. Јас се надевам дека студентите беа задоволни од епизодата која што излезе и дознаа многу работи, но сепак мислам дека тоа беше почетокот на почетокот на академската година и уште студентите не ги разпознава, можеби ги заборавија проблемите за тоа што се случува, како се случува, но мислам дека и да направиме уште една епизода со министерката, ќе бараме уште многу повеќе прашања, но и повеќе одговори за самите прашања, за тоа што им е потребно на студентите и што треба да се менува. Четвртата епизода беше со Горјан. Горјан, основачот на апликацијата Мој воздух и коосновач на EarthCare. Поздрав до Горјан. Горјан е човек кој што навистина се залага за самата општествена средина. Еве сега, например, во екот на периодот кога
Знаеме, воздухот е загаден, направив малку драмска пауза, да, но не знам до кога ќе живееме со ваков воздух и Горијан е баш човекот кој што мислам дека кажа што треба да се поправи, што треба да се промени и за тоа дека треба сите ние да бидеме погласни ако сакаме утре да дишеме чист воздух. Другата епизода, леле сега мислам дека сум малку така под импресии, хронолошки ако се навратам, не еве ќе спомнам, имавме гостинка која што се занимава со пчеларството, односно работи со пчелите. Тоа е една од епизодите која што мислам дека излегов надвор од мојот комфорт, затоа што не знаев ништо за пчеларството и кога седнав да истражувам, всушност сватив колку е тоа интересно. Така што тоа беше една од моите други гостинки. Понатаму имавме и асистенти од Финки од Фейт, за кој што во главном зборувавме и за самиот проблем, нели, дека асистентите не се платени доволно во Македонија, дека тоа треба да се промени, но и треба да се одвои време на студентите, односно на асистентите да имаат што повеќе време да можат да работат на пишување и на творење на научни трудови кои што понатаму ќе им помогнат, нели, да се доедуцираат и да станат професори. Понатаму гости имавме основачот на реалното шоу за стартапи, The Founder Games. Понатаму тука беше и Митко Пиштолов, тука беше и Бојан Кордалов, да не ги заборавиме и Јана Спирковска и Марија Јанчевска, која што нивната епизода мислам дека беше така една од поопуштените, но навистина се насмејавме и еде така ќе заокружам заклучно дека сите можеме да бидеме успешни, но навистина треба да се трудиме и да го сакаме тоа што го работиме. Понатаму кој уште беше во студентски пулс, леле сега некого ќе заборавам и мислам дека ќе ми биде криво. Сега да размислам. Не знам. Мислам дека сите ги спомнав или не ги спомнав. Така, и да сум заборавила и да не сум заборавила, нема врска, ја ќе пишам долу во описот на оваа видео и ќе се извинам дека никого сум заборавила, но тоа е тоа. Ова беше за мене еден голем предизвик, уште од самиот старт на почетокот на создавање на емисијата Студентски пулс. Наредната година ви подготвуваме многу нови работи, како што е нова локација на снимање, тоа е едната работа, и фокус и тематики на епизоди кои што мислам дека уште повеќе ќе ви се допаднат. Така што останете со нас. За крај останува и јас да ви кажам кои се моите желби за новата 2025 година и да ви испратам честитка. Мојата желба најпрвин за 2025 година е сите ние да сме живи и здрави, да се сакаме првин себе си, затоа што потоа и можеме се разбери да оставиме простор да ги сакаме другите. Да веруваме во себе и во тоа што секое ништо кое што можеме да замислиме може да биде реалност. Понатаму посакувам на сите студенти да ги положат сите испити и не мора да бидат со десетки, нека бидат со оценка која што за нив ќе биде задоволителна. Така што им посакувам и на сите други кои што имаат нешто зацртано, истото и да го остварат. И дечки, што друго да ви кажам? Ви благодарам што бевте со нас, ви благодарам што не гледавте. Можеби имавме таков старт, подлога, што мислам дека е доволна и добра за да продолжиме понатаму во новата 2025 година. Така што среќни новогодишни, божитни празници и се надевам дека во 2025 година ќе се дружиме повеќе. Многу студенти ќе не дојдат во емисијата и ќе разговараме за проблеми, но и ќе се потрудиме да најдеме решенија за истите. Така што следна година, односно во 2025 година ќе направиме кратка пауза од неколку недели, може 2-3, така и веќе ви најавам, и потоа се враќаме со полна сила и со ентузијастичност да зборуваме, да бидеме гласни, затоа што Студентски пулс е гласот на студентите, така што среќни новогодишни божитни празници, се гледаме наредна година. Поздрав!